Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Се врши санирање на дупките низ улиците во Тетово. Од општината велат дека тоа е побарање на граѓаните. Амбасадорката на Црна Гора Марија Петровиќ во посета на општина Гостивар оствари средба со градоначалникот Арвен Таравари. Дефектолозите советуваат на времено откривање и третман на лицата со попреченост за нивна побрза инклузија во општеството. Се врши санирање на дупките низ улиците во Тетово. Од општината велат дека тоа е побарање на граѓаните, а напролет ќе се изврши целосна реконструкција. Општина Тетово започна со санација на ударните дупки на градските сообраќајници. Увид во активностите на терен денес изврши градоначалникот Билјал Касами. Тој рече дека ова е привремено решение, а оваа пролет за целосно санирање на улиците ќе се издвојат 10 милиони денари. Ова е побарање на граѓаните секојдневно кои ни се јавува во општината за овој проблем со кој се сочуваат. Иако ние им објаснувавме дека во годишната програма за 2022 е предвидено целосно санирање на ваквите улички, сепак проблемите беа толку истакнати да ние моравме да интервениравме и затоа ги задолжив од секторот за комунални дејности да контактират со компанијата која беше одговорна, имаше тендер за ова работа, да контактират и да интервенираме таму кај што е неопходно. Денеска излеговме тука да видиме како одат работите. Ги повикуваме сите граѓани да се јавуваат во општината за секоја уличка каде што има вакви истакнати проблеми. Иако од секторот веќе имат излезано на терен, имат направено увид на терен и сите улички кои се во ова тешка ситуација се мапирани и веќе излегуваме и ги санираме. Истовремено, информирам дека на пролет веќе се предвидени 10 милиони денари за целосно санирање на сите улички кои се на ситуацијата во состојбата која се наоѓа и ова улица тука и ќе одиме за подолготрајно решавање, а не за секојдневно интервенирање во пополнување на дупките. На новинарско прашање пак докаде е проектот за пробивање на булеварот Благоја Тоска, Касами рече дека тој се реализира со средства од ТАВ програмата и таму не се директно инволвирани. Амбасадорката на Црна Гора Марија Петровиќ денес беше во посета на општина Гостивар и оствари средба со градоначалникот Арвен Таравари. Најавена е тесна соработка меѓу Гостивар и Црногорскиот туристички град Улцин. Во април дознавме дека е ден на општина Улцин, можеби тогаш ние ќе ја посетиме општината, а во меѓувреме ќе ги поминеме сите да речам акти кои што треба да поминат низ нашиот совет и да потпишеме меморандум за соработка. Оваа соработка подразбира соработка на во повеќе сектори. Пред се соработка за туризам и ние имаме што да посетат луѓето од Црна Гора па и од Улцин и нашите луѓе имаат и одат веќе многу често се туристи во Улцин. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas ovdje, što sam danas u posjeti Gostivaru. Задоволство ми е што сум денес овде во Гостивар. Оваа средба е само продолжение на одличната соработка што имаме со општина Гостивар. Ја идентификуваме општина Гостивар како општина која има голем потенцијал и со која Црна Гора и Улцин може да соработуваат. Секако туризмот е една од стратешките гранки во Црна Гора. И првенствено соработката е во оваа област, но ќе се соработува и во културата, спортот, поврзување на младите. Црна Гора и Македонија се земји кои имаат европска перспектива и ваквите соработки се чекор токму во овој правец, да се делува заедно, да се користат ЕУ фондовите. Навремено откривање и третман на лицата со попреченост за побрза инклузија во општеството и да можат да функционираат адекватно на сопствените можности, советуваат дефектолозите.
Бројката на вакви деца низ годините се зголемува. Се зголемува бројката на лица со пречки во развојот. Специјалниот едукатор и рехабилитатор Илинка Димчевска од Кабинетот за едукација, рехабилитација и стимулирање на развој Виножито Тетово вели дека причина за тоа е дека свесноста на општеството за оваа категорија граѓани е поголема, како и информираноста, но сепак се уште постои стигма кај дел од родителите. Сметам дека главна причина за зголемување на бројката пред се е свесноста на самото општество, почнувајќи од свесноста на родителите, потоа педиатрите, нели докторите, па потоа имаме свесност на воспитувачите во градинките, на учителите во самите училишта и навремено превенирање, значи, доколку се открие одредена потешкотија. Ситуацијата е подобрена во однос на свесноста на родителите, иако уште постојат родители кај што има стигма во однос на тоа дека и моето дете нема потешкотија за да посетува стручно лице, без разлика дали тоа е дефектолог или логопед, секако ние работиме тимски. Но преку информативниот карактер на социјалните мрежи, значи сметам дека таа свесност се подобрува и дека се уште со текот на времето ќе се подобрува и дека ќе успееме, значи, да помогнеме на секој дете кој што има одредена потешкотија. Димчевска има 10 годишно работно искуство во оваа област. Во моментов работи со 19 деца со различна категоризација. Таа смета дека со лицата со попреченост најпрво треба да се работи на индивидуално ниво, а потоа да се вклучи социјализацијата. Со секое дете, значи, индивидуално. Зависно од категоризацијата што има детето и од неговите можности и способности. Дефектологот, како стручно лице, прави обсервација и проценка на секој дете, потоа комбинира различни методи, терапевски методи на работа, истите ги имплементира преку игра, затоа што играта е најприродниот начин на развој на секое дете, и секако ги прилагодува тие да бидат, значи, најпримамливи и најадекватни за способностите на секое дете. Развојот доколку, значи, пред се оди индивидуално, се третира индивидуално, па потоа вклучиме социјализација, тогаш успехот е неминовен. Според Светската здравствена организација, во последните години има над милиарда лица со попреченост на светско ниво, над 15% од популацијата. Во нашата земја пак тој процент е над 10. Се забележува стигнување на состојбата со COVID-19 во земјава, но се зголемува бројот на повторно инфицирани со вирусот, стои во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје Скопје. Најголем дел од регистрираните случаи се од главниот град. Состојбата со COVID-19 во земјава е стабилна, односно малку стивнува, но зголемен е бројот на оние кои повтор пат се заразиле со вирусот. Бројот на пријавени нови позитивни случаи од COVID-19 во минатата недела изнесува 1922 од 32 градови во државата, што е намалување од 8% во однос на претходната недела, но има за 38,5% повеќе повторно инфицирани со вирусот, вкупно 36 лица, стои во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 13 до 19 декември годинава. Тестирани се вкупно 19.943 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2 вирусот, со зголемување од 8,1% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 6,9% до 12,4% или просечно 9,6%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, 49,9%. Во 28 градови во државата се забележува намалување на бројот на заболени во последните 14 дена во споредба со претходните, а најзабележително намалување има во Берово. Според извештајот регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапени се лицата на возраст над 60 години, 22,8%, а најмалку заболени има кај децата од 0 до 9 години, 3,5%. Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи,
а во овој период повеќе се разболувале лицата од женски пол 52,8%, а 907 има од машки пол 47,2%. Со статус оздравени се стекнали 1963 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување. Најмногу од заболените умирале во Струга, Крушево, Крива Паланка и Македонски Брод. Според место на постојано живење или повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови низ државата. Најголем дел пријавени се во Скопје, Куманово, Тетово и Прилеп, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид и Кавадарци. Највисок леталитет се регистрира во Струга, Крушево, Крива Паланка и Македонски Брод. Бројот на починати е непроменет во однос на претходната недела. Најголем дел од нив се од Скопје, 19, во однос на возраста, најголем број, 80,3% од починатите, се постари од 60 години, а регистрирани се починати кај возрастната група од 50 до 59 години, 10, од 40 до 49 години двајца и од 30 до 39 години едно лице. 21 декември во земјава се одбележува како денот на наставата по турски јазик. По тој повод општина Гостивар организираше средба со пензионирани наставници по турски јазик. Во чест на денот на наставата на турски јазик, 21 декември, општина Гостивар организираше средба и дружење со пензионирани наставници турци. Некогашните наставници во паралелките на турски јазик со гордост и возбуда се потсетија на деновите кога предавале во училиштата и упатија порака за достојна почит на кадарот кој дава знаење, но и ги воспитува децата. Ваков начин на одбележување на празници врзани со просветата стана традиција во Гостивар. Ние веќе од 2019 година ја започнавме оваа традиција на 7 март да се видиме со наставниците албанци, на 24 мај да се видиме со наставниците македонци и на 21 декември, кој е ден на турската азбука, да се видиме со пензионираните наставници турци. Денеска, поради пандемијата 2020 година не успеавме ова да го организираме. Денеска го славиме заедно денот со професорите и наставниците по турски јазик кои што се пензионери, чисто да прикажеме чест кон нив, да кажеме дека имале света професија која што е најбитна од сите други професии, да се видиме и евентуално да разговараме за убавите моменти од нивниот живот и нивната работа. Во знак на благодарност за искажаната почит, наставникот во пензија Бедри Нуредин на градоначалникот му подари авторска книга, монографија за Гостиварска Долна Банјица. Çok teşekkür ederim. Ben Arnavutça'yı pek güzel bilmiyorum. Onun için Türkçe konuşacağım. Сакам да искажам голема благодарност за укажаната чест и почит од страна на општина Гостивар и градоначалникот Арбен Таравари. Организирањето на оваа средба за нас значи дека не сме заборавени и дека нашата работа е вреднувана на вистински начин. Во оваа прилика, во знак на благодарност, би сакал да ја подарам мојата книга Монографија за Долна Банјица. Денот на настава на турски јазик во Македонија се одбележува од 2007 година и е национален празник на турците. Датумот е избран во чест на почетокот на наставата на турски јазик на 21 декември 1944 година во основното училиште Тефејус во Скопје. Приведени 3 странски државјанки поради злоупотреба на нивниот престој во Македонија. Повреден малолетен пешак во сообраќајна незгода во Тетово. Во полицискиот билтен регистрирани се и 2 физички напади и акциска контрола за брзина. Следуваат деталите. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска околу 1 часот и 30 минути во угостителски објект во Тетовско Жеровјане, собственост на 31-годишникот Боговиње, при акциска контрола затекнали и привеле 3 странски државјанки. Поради сомненија дека го злоупотребиле туристичкиот престој, односно дека престојувале спротивно на целта. Трите странски државјанки се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Во објектот приведен исто така бил и 26 годишен гостиварец кај кого бил пронајден и одземен нож и на кој ќе му биде изготвен соодветен поднесок по член 80 од Законот за оружје, а изготвени биле и 15 поднесоци за констатирани прекршоци по Законот за пушење.
Вчера околу 12 часот и 45 минути на улица Железничка во Тетово, патничко моторно возило Ауди со тетовски регистарски ознаки, управувано од 32-годишникот Тетовска Голема Речица, удрило во малолетен пешак и нанел тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 15 часот и 45 минути, 39-годишникот Гостиварски Равен во СВР Тетово пријавил дека околу 13 часот и 45 минути на бензинска пумпа на улица Илинденска во Гостивар физички бил нападнат од две лица, машко и женско. Според пријавеното, во нападот женското лице употребило и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 11 часот и 15 минути, 61-годишникот Тетовско Ратаe во СВР Тетово пријавил дека на 19 овој месец, околу 14 часот, тој и неговата сопруга физички била нападнати од нивниот 32 годишен соселенец и сосед. Случајот бил целосно расчистен и против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. Вчера од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола и засилени контролни активности за брзина, со која се движат возилата надвор од населено место. При контролата, откриени и санкционирани се вкупно 31 прекршок, 25 прекршоци во Тетово и 6 прекршоци во Гостивар. Две од пречекорувањата на максимално дозволената брзина биле за повеќе од 70 км на час, додека пак 4 до 70 км на час, а пропишаната брзина ја пречекориле и 11 видови возила со ограничена брзина, кои превезувале патници или товар. На сите прекршители изготвени им се законски предвидени поднесоци. При контролата откриени и санкционирани исто така били и 60 други видови сообраќајни прекршоци, 47 во Тетово и 13 во Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.